Почитувани гледачи, добро вечер од емисијата Отворено за на телевизија Кобра. Наш гостин вечерва е заменик генералниот директор на рудникот Бучим Николајчо Николов, а поводот е една убава вест што рудникот Бучим доби интегрирана дозвола или еколошка дозвола. Господине Николов, добро вечер и добре дојдовте во телевизија Кобра. Добра вечер и јас пак да повторам, со задоволство гостувам на Кобра телевизија, бидејќи Кобра телевизија покрива значително подрачје, а целта на оваа емисија, на оваа информација е да ги известиме луѓето заинтересирани за тоа како работи Бучим, што се дешава во Бучим и мислам дека ќе биде од корис. Пред еден месец, речиси, ни бевте гостин, ние зборувавме за рудникот Бучим и вие тогаш спомнавте дека очекувате да добиете интегрирана дозвола за рудникот Бучим и еве тоа сега се случи. Што значи интегрирана дозвола за Бучим и што ќе промени во работата на Бучим, што ги интересирало граѓаните? Да, во Македонија, во дел од Македонија стана модерно да се зборува за тоа како рудниците ги загрозуваат животната средина, како се работи неконтролирано и така натаму. Добивањето на интегрирана дозвола, интегрирана еколошка дозвола во Бучим значи признание дека целиот овој период уназад се работи максимум, се вложуваат максимални услови, максимално можности и знаење за да се работи во што поголема мера за запазување на животната средина. Факт е дека ние почнаме со процедурата за добивање на интегрирана дозвола од 2009 година, кога е направен првиот оперативен план. И само да нагласам, интегрирана дозвола е обврска за сите, за поголем дел на тешката индустрија, особено за рудниците за обоени метали. Ние сме обврзани да имаме, согласно законите за животна средина во Македонија, сме обврзани да поседуваме интегрирана дозвола и ние процедурата ја почнавме во 2009 година. Да нагласам, има два начина за добивање на интегрирана дозвола. Еден начин е добивање на интегрирана дозвола во фаза на градење, што ние го направиме со погонот за лужење, што ќе се прави со новиот коп Боровдол, а Бучим, бидејќи работи од 1979 година, едини начин да добие интегрирана дозвола беше и е усогласување со оперативен план. Така се вели самата процедура, тоа значи се прави оперативен план што треба, како треба да се подобри и треба со тој оперативен план фактички да се усогласува целиот период. Значи долга е процедурата, морам да кажам дека ние како Бучим, колегите кои се бават со оваа проблематика, вложивме големи напори, но големи напори вложи и Министерството за животна средина, кое беше активен соработник. Морам да пофалам дека имавме разбирање околу тоа усогласување, поимот на усогласување и ние како Бучим, но и Министерството за животна средина се трудеа да направиме таков текст на интегрирана дозвола кој ќе значи навистина ќе гарантира работата на Бучим и постапките на Бучим дека нема да има влијание, нема да има значително влијание врз животната средина, односно да има контролирано влијание. Голем дел од работата потрошивме бидејќи Бучим има хидројаловиште, има вештачко езеро створено со насипна брана на која се одлага хидројаловината од флотацијата во Бучим. Малку е специфично, нашата брана е прилично голема, таа собира десетина милиони кубни метри вода и целиот тој процес како да направиме програма, план, како да се запази животната средина, но и да се осигурат евентуални
евентуални штетни влијанија. Еве, ние сме сведоци на последното изливање на јаловина во рудникот Саса, гледаме какво влијание, како тоа влијае врз луѓето и секој рудник е обврзан да превземе и превзема постојано действија. Значи, сите овие 11 години ги утрошивме во усогласувањето, имаше еден мал период застој, но велам, благодарејќи на стручните луѓе од Бучим и благодарејќи на многу добрата соработка со Министерството за животна средина, на 15 овој месец од страна на Министерот за животна средина беше подпишана и долго очекуваната интегрирана дозвола за Бучим. И сега нормално е да се постави прашање што значи таа интегрирана дозвола и зошто сметаме дека е тоа подобрување. И зошто е важна. Интегрираната дозвола е практично правилник за однесување на Бучим со цел да се применат максимални мерки за заштита на животната средина од една страна, но и превземање на мерки после престанок на работа на Бучим, кои се посложени и кои исто така коштат многу. Со тој оперативен план, усогласениот оперативен план се прават краткорочни мерки кои треба да ги превземе Бучим. Ние имаме 6 точки точно напишани што треба да направиме, интегрираната дозвола постојано се подобрува. Значи не треба да останеме на ова ниво, туку постојано треба да се подобрува, а се со цел да направиме максимум за животната средина. Јас во оваа прилика би сакал, и тоа сум го кажал кај вас во Кобра телевизија повеќе пати, благодарејќи на нашиот собственик, на Солве, кој е собственик на Бучим и разбирањето од негова страна, ние секоја година имаме максимално вложување, максимални инвестиции за подобрување на животната средина. Солве исто така се смета за општествено одговорна фирма и на нас не ни е толку тешко да издействуваме средства тогаш кога почувствуваме потреба за особено за вложувањето за животната средина. Значи, во Солве се заговарат одредени варијанти, изрази зелено производство, значи максимална примена на постоечките технологии за заштита на животна средина во фазата на самото производство, и ние сме благодарни и како раководство од Бучим, мислам дека и како граѓани од Радовиш и околината треба да бидеме благодарни зашто имаме таков инвеститор кој има потполно влијание врз значењето на животната средина. Велам, ние веќе имаме 6 точки кои имат рокови, се даваат рокови, секоја година се одредуваат рокови, предмет на работа и рок за кој треба да се вложи, да се поправи. Имаме 6 точки, има роковите се од 3 до 6 месеца и ние како Бучим ќе се трудиме да ги испоштуваме максимум овие рокови, да се со цел да интегрираната дозвола биде една целина, да представува целина која ќе гарантира дека и во наредниот период ќе се работи согласно максимално достапните технологии за работа во рудниците. Така да ова порака ја праќам и до оние кои има такви во нашата околина, кои малку веруваат за тоа дека се вложува, дека се работи диво и така натаму. Со ова докажуваме дека имаме пишан документ кој не обврзува и нас како раководство, и ја обврзува и државата, и инспекторите да се контролира дали ние така постапуваме по ова интегрирана дозвола. Велам, за мене, јас пренагласувам, за мене е многу важно што ние имаме, што ја добивме интегрираната дозвола, така да Бучим сега е целосно покриен и стариот дел на Бучим, површинскиот коп и флотацијата кои работат од 1979 година и погонот за лужење кој пред неколку години во фаза на градење, бидејќи беа исполнети барањата за еколошки услови, се стекна со интегрирана дозвола. Конкретно во овој период, дали треба нешто рудникот Бучим да менува во својата работа или некои други обврски
не бидат наметнати. Ние треба да усогласуваме, значи таму изразот добро на усогласување, правиме оперативен план, се усогласуваме и го применуваме тој оперативен план. Ние го правиме, го одобрува Министерството за животната средина, велам се со цел едина цел ние да овозможиме што подобри услови за работа во Бучим, за вработените во Бучим, за околината, потесна и поширока околина околу нашиот рудник. Се уште работите во оваа корона ситуација, каква е состојбата, дали се преземени поостроги мерки, бидејќи еве и во југоистокот се зголемува бројката? Ние како раководство се трудиме да преземаме максимални мерки. Дали успеваме 100% во тоа, не можам да кажам, затоа што се уште имаме отстапување од упаствата. Јас и во оваа прилика сакам да апелирам до сите вработени во Бучим максимално да се придржуваат пропишаните мерки. Например, имаме отстапување во автобусите, одредени работници да ги симнуваат своите маски, а праксата ни покажа дека автобусите и непрописното однесување во автобусите се најчест извор на зарази и така се стварат одредени кластери. И во оваа прилика апелирам дека ова не е шала, нашите работници да сватат. Ние имаме изолирани случаи на носители на овој вирус, применуваме максимални мерки да се стават во самоизолација, се со цел да не дојде до помасовно заразување. Многу тешко ќе биде, многу тешко нагласувам ако дојде во Бучим да имаме масовно заболување. Јас во една ваша емисија кажав дека и во услови на коронавирус рудниците, особено за обоени метали, работат добро, затоа што коронавирусот не влијае на процесот на производство во рудниците. Ние имаме предметна работа, имаме што да работиме, функционира во нашата држава довозот и одвозот, довоз на репроматеријали и одвоз на готовиот производ, и останува едини фактор да имаме здрави работници. Здрави работници ќе имаме само тогаш ако се они доволно дисциплинирани. На жалост, ние мора да се откажуваме од многу споредни задоволства, значи тој што има активна работа треба да се откажува од разни шетања, разни собирања, журки, дружења и така натаму, затоа што еве покажува и во нашата околина дека тогаш кој ќе попуштиме со дисциплината, веднаш се враќа казната. Имаме зголемен број на заразени лица. Тоа е еден проблем. Друг проблем е работоспособноста на таквите работници се смалува бројот на работоспособни луѓе, а сето тоа има влијание во врз Значи, максимум треба да се освестиме, да се залагаме. Јас мислам дека кај поголем број на луѓе стана и навика, дека треба да се почитува основните мерки. Не се бара многу, значи да не се собират луѓето, да се носат тие основни заштитни маски и така натаму. Се колку да е тешко, колку да е дружењето нужно, фактот покажува дека ние мора да бидеме дисциплинирани и бидејќи се најавуваат тешки кризи економски и во нашата држава и во светот, ние од тешката економска криза можеме да се избавиме само со работа. Само со работа и со производство и стварање на нови производи. Ако тоа не го правиме, не може ниедна политика да не одбрани од економијата, а тогаш кога ќе западнеме во лоши економски услови, сите ќе почувствуваме, бидејќи сите треба да јадеме, да пиеме, да обезбедиме основен живот за своите семејства. Се одразува на целиот животен стандард во државата. Каква е состојбата со Боровдол? Продолжува да се гради? Боровдол интензивно се гради, временските прилики ни се наклонети, има одредени проблеми, но стручните луѓе кои работат на таа и одговорни на таа проблематика
се залагаат максимално и правиме напори како што ветиме дека од нова година ќе почне испорака на рудата од Боров дол. Господине Николов, јас ви благодарам што бевте гостин во телевизија Кобра. Еве, поводот беше токму еколошката дозвола која што ја добивте, да ги информираме граѓаните. Се надевам дека тоа е една убава вест за граѓаните од Радовиш. И јас ви благодарам, и јас го делам вашето мислење дека тоа убава вест, тоа е достигнување, одредено достигнување, особено на многу чувствителната проблематика заштита на животната средина, на која ние во Бучим целиот овој период, да кажам дека ова раководство за малку ќе направиме 16 години работа и раководење во Бучим, и ние се чувствуваме горди што иако помина доста време ја добивме ова интегрирана дозвола. Ви благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше заменик генералниот директор на рудникот Бучим Николајчо Николов, гостин во телевизија Кобра, со цел да образложиме подетално пред нашите гледачи што значи интегрирана дозвола и колку таа е значајна за рудникот Бучим. Ви посакувам пријатна вечер.